Почитувани граѓани на општина Неготино, денешниот пред ќе се однесува, ќе ви дадам информација за посета на советници од општина Неготино во град Попово во Република Бугарија. Денеска, ден 8.6.2026 година, нашите советници од Неготино заминаа во град Попово, Република Бугарија. Таму ќе бидат до 13.6.2026 година. Или посетата на советници од општина Неготино во град Попово, Бугарија е следна. Целта на средбата е економски и локален развој помеѓу двете општини. Значи, локален економски развој помеѓу двете општини. Собранието тргнаа и Јане Мелов прв во колата, тој ги возе, јас ги пуштив сите три чешми у Неготино во мојата семејна куќа која се наоѓа, да му биде лесен патот, сите три чешми ги пуштив 15 минути да течат со лесно да му биде одењето. Како што кажав, возач Јане Мелов, на првото седиште во општинската кола седи Сонја Ангелова Колева. Таа исто како советник од коалицијата за подобра Македонија од ДПМН. Она ќе учествува како партизанска учителка од кај нас од Советот и мислам дека ќе има добро муавет таму, ќе има муцки превраќање и ќе направиме добар развој у областа, нејната професија као советник, ламби, сијалици, што треба кандила, што ќе туреме, ќе видиме или на свеќи ќе атераме, ќе видиме што ќе каже кога се врате. Одзади, на задните седишта, прв е војводата Мирче Ризов, советник во општина Неготино од ДПМН. Тој е висок партиски функционер, иначе тој е заслужен, бидејќи има добри говори во Советот на општина Неготино, се труди за економскиот развој за општина Неготино и тој како служител, медлар, како ни викаме по неготински, или хигиенчар, ви по новото си го викате, ќе имат добра дискусија со тогашниот советник таму во Попово, ќе дискутираат дали кај ни метлите се со права или крива држка, или имат кај метлички набрано као од Црнополе кај нас, за хигиената во основните училишта, како атерат работа, каков развој имат, во образовниот центар во основните училишта, бидејќи Мирче Ризов доаѓа од основното училиште Страшо Пинџур, па да видиме таму имат ли доместос или тоалет хартија у тоалетите, ќе ни го донесе искуството од Попово за локален економски развој. На средното седиште од позади седи Александар Стојанов. Тој е исто, советник во општина Неготино и Александар иде од Министерство за земјоделие и таму ќе разберат некоја искуство, бидејќи да видиме дали оде по наредба таму, како ќе каже градоначалникот, дали за или против, и дали таму прачките како и бројат за измрзнувањето и дали како се одвива таа работа, бидејќи има добри дискусии он во општина Неготино. И трет, од позади во колата седе Игор Настов, советникот, и тој е од коалицијата за ДПМН, и тој е висок функционер, во ДПМН, се боре за председател да биде на ДПМН, ама нешто тешко му оде, и луѓето прашуваат Игор Настов кој е, не може да му објаснам, значи станува збор за Игор Настов Кокошката, што го викаме у Неготино. Тој исто така ќе направи средба во град Попово со браќата Бугари од Попово, од неговата професија,
како се понашат микроорганизмите во рекијата и во виното, нели, че разменат искуство за кај нас да ни принесе од Попово. И исто така, че разменат искуство за клонот на штркот, како се понаша и влијае во почвата кај нас, нели, и таму за развој на пченицата Орошчанка. Граѓани на општина Неготино, значи, како што кажав, целта на оваа средба е економски и локален развој помеѓу двете општини. Градоначалницата Мара Нацова или Маричето, како ја викаме Мара Иде, има добар избор, да ја честитам од овој прес или од ова известување за граѓаните на општина Неготино, дека изборот ме бендисува и е многу добар, по-добар, здравје Боже, од ова. Значи, ќе размениме искуства за локален развој помеѓу двете општини. Исто така, граѓаните за информација на општина Неготино треба да знаат дека градоначалникот во Попово, во општина Попово во Бугарија, е градоначалник од левица. Тука Маричето може малку грешка има замаанато изгледа са бајле, зависи како била станата на левата или десната нога. Ама требало да го туре Никола Ламбев, колегата мој од левица, бидејќи, нели, таму партијата, како што кажав, левица победи, градоначалникот во таа општина од левица, мислам, нели, ја имиња не памтам, мислам дека се вика Људмил. Поздрав до Људмил и град Попово, кај нашите браќа българи. Да не забораваме дека Маричето пак има заманато нешто, нели, уса бајле, зошто така не знам. И другата работа е заманала, па не ја пуштила и Николина Панова, нели, од службата од општина Неготино, нели, ама изгледа ти нема прекувремени часови таму, само патни сметки, изгледа дневници ќе бидат. И Николинчето Панова нема отидено, изгледа ти нема прекувремени часови да лапне 2500 евра. Граѓани на општина Неготино, значи изборот на градоначалникот е, да дефинираме за крај, е добар, значи, че имаме добар економски развој помеѓу општина Неготино и општина Попово од Българија. Нашите стручњаци и експерти Сонја Ангелова Колева, Мирче Ризов, висок функционер на ДПМН, Александар Стојанов од коалицијата, Игор Настов, нели, кокошката што го викаме ни, и Јане Мелов, добриот возач, иначе партијски, му го зе работното место на претходниот колега на Джими и така понатаму. Да не го делжиме пресод, мислам дека добивте добра информација граѓани на општина Неготино. На крајот, кога се вратат, треба да положат сметка и да дадат извештај пред нас советниците, бидејќи ќе ги офукат општинските пари и ќе има лап Џони мрсно, тоа колку ќе дојде до 13, значи една недела испаѓа. Така мислам дека ќе дојде. Толку е 8,5-13, математика као чеме, така че Ванчето не учеше по математика мојот професор и не научи дропка. Граѓани на општина Неготино, бидете живи и здрави, че имаме голем економски развој со советските стручњаци кои ги изба Мара. Да честитаме уште еднаш. Граѓани, бидете живи и здрави, Неготино мора да стане економска, здрава, чиста, развиена средина.